Високите сметки за струја ќе затворат дел од малите бизниси. Поскапувањето од 40% е неиздржливо за дел од капацитетите. Првиот човек на ССК реагира. Државата требаше да најави толкав скок на цената на струјата, за да бараат алтернативи. Сега е веќе касно. Неминовно е ставање клуч на врата кај дел од фирмите. Дополнителен проблем им задаваат долгите процедури за издавање дозволи за фотоволтаици, на кои се чека и до 3 месеци. Нашето барање беше да се укини барањето на градежните дозволи, затоа што од техничка гледна точка воопшто навистина нема потреба за барање на такви градежни дозволи. Нити тие фотоволтајни електрани излегуваат од димензиите на објектот, нити од нивните висини. Тоа знаете, со нашите колеги овде во комората го коментираме, како во старите добри времиња да монтирате антена Е и Ниш и сега за таа антена Е и Ниш ви е градежна дозвола. Ваква ситуација каде што цените на струјата драматично се менуваат од ден на ден, веќе гледате дека имаме одредени големи компании кои го стопираат производството на своите производи. За користење обновливи извори на енергија, Европа издвои 30 милиарди евра за земјите од Западен Балкан. Овие пари, согласно Европскиот инвестициски план, треба да бидат искористени до 2030 година. Но со ваква администрација и долги процедури, тешко дека нашата земја ќе може да земе дел од колачот. Ние и да добиеме сега одредени донации и средства, тешко оди имплементацијата. Сега може да банките навистина кредитираат зелени проекти и без некој посебно да им наложи. Меѓутоа, административните процедури кои се во моментов во нашава држава го комплицираат целиот тој процес и навистина е многу спор. Со вакви цени на струјата, навистина компаниите се наоѓаат во една незавидна позиција. Дополнителен товар за фирмите кои извезуваат на европскиот пазар од следната година ќе биде и означување колку точно јаглероден диоксид е користен при производство на одреден производ. За да ја намали зависноста од скапата струја, Европа инвестира во обновливи извори, но се враќа и стариот начин на загревање. За предстојната зима веќе најавија дека ќе има рестрикции. По холандскиот, сега и германските министри препорачуваат кратко туширање, пониски температури на загревање на домовите, гасење на уличното осветлување во текот на ноќта, но и на самофорите. Препорачуваат топла вода да нема во јавните згради, музеи, спортски објекти, базени. Граѓаните повторно ги враќаат печките на дрва. Изминатиот период драстично изголемена продажбата на огревно дрво, пелети и јаглен. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.